Звучно списание Панорама, број 240, јули 2024 година. Панорама, звучно списание на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Точка 1. Импресум. 240-тото издание на звучното списание Панорама представува број на изданието на информирање на слепите и слабовидните лица, членови на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, за месеци мај и јуни 2024 година. Издава издавачко-информативен центар на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Звучното издание Панорама е снимено на 2.7.2024 година. Звучното издание Панорама е гласник на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Излегува еднаш на 2 месеци, односно се снима и се објавува онлайн на SoundCloud и YouTube еднаш месечно. Примероците од списанието не се враќаат. Звучното списание Панорама представува бесплатен пример. Издавач Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Улица 11 октомври 42А. Зграда на Дом на хуманитарни организации Даре Џамбас 1000 Скопје. Телефон за контакт 02 32 46 537. Електронска пошта info@nsrm.org.mk. Интернет адреса www.nsrm.org.mk. Уредници Методи Атанасов, Глигор Самарџиски. Презентер на текстовите Глигор Самарџиски. Електронска монтажа Методи Атанасов. Ракописите и текстовите кои сакате да бидат објавени во звучното списание Панорама, испраќате ги на адреса Дом на хуманитарните организации на Република Северна Македонија, Даре Џамбас, Скопје, улица 11 октомври 42А, 1000 Скопје, за Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија или пак преку електронска пошта на panorama@nsrm.org.mk. Точка 2. Напомена. Звучното списание Панорама го задржува правото дали и кога ќе ги објави сите доставени текстови исклучиво во согласност со редакцијската динамика. Штом бидат испратени авторските права во однос на материјалите, се префрлаат на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија како издавач на звучното списание Панорама. За текстовите кои ќе бидат објавени во звучното списание Панорама не се наплаќа доместок од страна на издавачот. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама не се ставови на издавачот, Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама се исклучиво ставови на авторите на текстовите. Звучното списание Панорама прифаќа исклучиво материјали кои се конструктивни и не содржат текстови кои се против законите во Република Северна Македонија. За да бидат објавени вашите коментари, треба да бидат исклучиво во контекст на темата на текстот и да се достоинствени кон авторот и останатите коментатори. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирате го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме да оставите ги на електронска пошта на panorama@nsrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи www.nsrm.org.mk во делот на списанија Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. Точка 3. Содржина. 3.1. Услугата на Луетјус, читањето достапно во финска. 3.2. Музеј за лица со оштетен вид во Хелсинки. 3.3. Целосно, необичен изборен ден во Хелсинки. 3.4. Аудио описен коментар достапен за навивачите на секој меч на УЕФА Евро 2024. 3.5. Европската унија за слепи усвои позиционен документ за самостоен живот и вклучување во заедницата. 3.6.
документ на NIL за предлогот на Европската комисија за регулатива за прекогранична заштита на ранливите возрастни. 3.7. Водич, спроведување на законодавството на Европската унија за попреченост, како поединец или како организација. 3.8. Балканскиот консултативен комитет е одржан во мај 2024 година. 3.9. Сексуална едукација, Болоња, Италија. 3.10. Припреми за тренингот во Грција, за проектот раскажување приказни надвор од видот. 3.1. Услуга на Luetius, читањето достапно во финска. Услугата Luetius, специјално дизајнирана за лица со оштетен вид, нуди широк спектар на достапни материјали за читање. Во финска, корисниците со оштетен вид можат да уживаат во десетици весници, списанија, илјадници книги, неделни списоци на радио и ТВ програми и разни водичи и каталози. Целата содржина е прилагодена да биде достапна. Корисниците можат да пристапат до нивните предпочитани публикации на мобилни уреди, компјутери и играчи во согласност со Daisy Online, како што се Webbox и Victor Reader Stream. Пријателската апликација за читање Luetius користи синтетизиран говор за гласно читање текст од публикации. Апликацијата Luetius е достапна за уреди со Android и iOS, компјутери со Windows, па дури и Linux, како и за телефонот Blind Shell, што зборува со физичка тастатура. За оние кои предпочитаат визуелно читање, текстот се прикажува и на екранот од уредот, со прилагодлива брзина на говор и големина на текст за да одговараат на индивидуалните преференции. При тоа, читателите на Брајово писмо можат да читаат весници и други содржини на нивниот Брајов дисплеј. Финската федерација на лица со оштетен вид ја обезбедува услугата Luetius на национално ниво во долгорочна соработка со издавачите и Кселија, Националната библиотека за достапна литература и издаваштво. Услугата се трансформираше во текот на 3 децении за да им служи подобро на своите корисници, а некои од членовите на тимот го видува ова еволутивно патување од самиот почеток. Преку софтверска рамка меѓу платформи, новите функции се безпрекорно представени за Android и iOS, обезбедувајќи континуирани подобрувања. Со околу 2400 корисници, услугата Luetius продолжува да расте, бидејќи повеќе луѓе се одлучуваат за онлайн канали наместо традиционалната пошта за нивните потреби за читање. Услугата првенствено е финансирана од јавни грантови за социјална заштита и здравје. 3.2. Музеј за лица со оштетен вид во Хелсинки. Музеот на лицата со оштетен вид е посебен музеј на историјата на лицата со попреченост. Музеот е основан во 90-та година и го одржува Финската федерација на лица со оштетен вид. Музеот се грижи за чување, истражување и прикажување на историјата и културното наследство на заедницата на слепите и слабовидните. Збирките на музеот вклучуваат предмети, фотографии, документи, аудио, говорни и видеоснимки, како и списанија и книги за членови. Збирките фрлаат светлина врз историјата и развојот на образованието на слепите, традиционалните професии, пристапот до информации и секојдневните помагала, како и работата на организациите на слепи и слабовидни лица од средината на 19 век па се до денес. Во 2019 година беше обновена тактилната основна изложба "Векови на работа со оштетен вид" и на неа, меѓу другото, се представени тактилни карти, Брајови книги, Брајови втиснувачи и табли, минијатурни модели и традиционални алатки за четки и корпи. Посетителите можат да пробаат и Брајово пишување со стари инструменти за пишување и методи на работа и очила за симулација за тестирање. Целта на симулационите очила е да се истакнат различните степени на оштетување на видот. Покрај тоа, во музеот можете да слушате ток емисии за оштетување на видот од различните цени. Основната филозофија на музеот е слоганот на меѓународното движење за хендикеп: "Ништо за нас без нас". 3.3. Целосно необичен изборен ден во Хелсинки. Опсе, мисијата во Црна Гора ја олесни посетата. Мрачен, облачен ден, додека размислувам дали ми треба капут, капките дожд на прозорецот го леснуваат изборот.
Излегувам сосема обичен ден на улица. Ништо не кажува дека има избори, европски избори. Мислам, досадно врне со ветер, нема да има луѓе ни на гласачките места, што ќе го набљудуваме. Излезноста повторно ќе биде слава. Прво, PS ветува, идеална пространа патека, широк влез, широк ходник, широка врата, двете крила отворени. А внатре во избирачкото место на скандинавски начин, намален, просторот е целосно искористен, со лесна рута до масата каде што седат двајца членови на избирачкиот одбор. Сепак, нема тактилни патеки, нема јасна рута за лицата со оштетен вид. Табелата на која седат двете членки на Европската комисија е ниска, како што треба. Да, само двајца членови на Европската комисија седат на маса. Едниот ги запишува гласачите по презиме од А до Л, а другиот од М до О. Нема електронска идентификација. Пасош, лична карта, возачка, се е прифатливо. Членот на ИК само го заокружува гласачот на хартиената изјава. Му дава на гласачот гласачко ливче. Сосема едноставно, формат А5 преклопен. На гласачкото ливче има информација дека лево се европските избори, а десно круг, во кој треба да се внесе бројот на кандидати од отворената листа. Ако сте лице со оштетен вид, немате можност да користите шаблон за гласање и не можете да гласате самостојно или тајно. На секој избирачко место има лице кое е задолжено да им помага на гласачите со попреченост, стари лица, странци и други кои тоа го бараат. На многу PS, представници на невладени организации кои собираат донации, седнаа на посебна маса. Барем ова што ја посети во Хелсинки, има соодветен пристап, влез, внатрешен простор, осветлување, кабина за инвалидизирани лица, како и кутија која е на подот. По излегувањето од кабината, гласачот го става ливчето на масата, каде што членот на извршниот комитет става печат на гласачкото ливче, кој гласачот го става во кутијата. Нема купони, а ливчиња секогаш има повеќе, бидејќи гласачот и да сгреши во кабината, може да дојде на маса и да побара ново ливче, додека старото се уништува на лице место со кинење. Изборната доверба се чини е огромна. Членовите на Европската комисија се прилично растаретени, без тензии. Во PS има 5 членови на Европската комисија. Гласачите доаѓаат со мобилни телефони, слушалки, очила за сонце, во униформи и се работи без проблеми. Иако беше предвидено листата на кандидати да биде достапна на брајаво писмо, тоа не беше случај. До 2027 година се очекува подобрување на изборниот процес за лицата со инвалидност. Според вработените во Министерството за правда, шаблонот за гласање ќе се применува на следните избори. Иако демократијата се славеше, многу лица со инвалидност не можеа да ги остварат своите права подеднакво со другите. Останува надежта дека новото свикување на собранието ќе има возможност на сите граѓани, без разлика на нивните разлики, да ги остварат своите права без дискриминација во 2029 година. Можеби токму таа година ние во Црна Гора ќе ги организираме првите европски избори. Катарина Биговик Кулик, заменик директор на Сојузот на слепите на Црна Гора, понеделник 17.6.2024 година. 3.4. Аудиоописен коментар достапен за навивачите на секој меч на Европското првенство 2024 година во фудбал. Проширена услугата за аудиоописни коментари ќе биде достапна во текот на УЕФА Евро 2024, со што слепите и слабовидните навивачи ширум светот ќе бидат поблиску до акцијата во Германија. Слепите и слабовидните поддржувачи ширум светот ќе имаат пристап до сеопфатна услуга за аудиоописни коментари, ADS, за сите 51 надпревар на Европското првенство. ADS беше поставена за време на претходните турнири на УЕФА Евро, но ова ќе биде првото издание за мажи со далечинска услуга преку достапна официјална апликација УЕФА Евро 2024, овозможувајќи им на навивачите на секаде во светот со интернет конекција да слушаат. Тоа, исто така, ќе биде првото европско на кое ќе се појави ADS на јазиците на праворачките тимови како и на германскиот. Што е аудиоописен коментар? ADS е дизајниран да им даде дополнителни информации за слепите и слабовидните навивачи за тоа што се случува на надпреварот. Со специјално обучен коментатор кој обезбедува подетален приказ на акцијата.
Ова вклучува опис на положбата на топката на теренот, говорот на телото и изразите на лицето. Во суштина, секоја значајна визуелна информација што е важна за пренесување на приказната за надпреварот. Морате да правите разлика помеѓу опис и коментар, објаснува Бродер Јерген Треде, аудио описен коментатор со повеќе од 20 години искуство. Например, после гол, главното прашање за луѓето што можат да видите кој беше тој, но за луѓето кои не можат да видат, треба да го опишете моментот. Не е важно кој постигнал гол. Тоа следи. Прво, треба да опишете каде е топката и што се случува. За Тред, кој ќе биде дел од тимот на ADS во текот на УЕФА Евро 2024 година, исто така е важно да се обезбеди дополнителен контекст за слепите навивачи и навивачите со слаб вид. Тие се уште сакаат да ги искусат емоциите од коментаторите, додава тој. Морате да најдете добра мешавина помеѓу следење на топката и раскажување приказни или шеги. Овде доаѓа добар партнер. Невозможно е постојано да се следи топката. По околу 2 минути се менуваме. Дури ако вашиот ко-коментатор повтори нешто што сте го кажале, тој ќе направи тоа со други зборови, а тоа помага да се направи подобра слика за слушателите. Каква разлика прави аудиописниот коментар за слушателите? За слепите и љубителите на фудбалот со оштетен вид, ADS е суштинска услуга која им овозможува подобро да разберат што се случува и да се доближат до акцијата. Тоа ја прави сета разлика за нив, вели Трет. Еден слушател ми рече дека сега можат да разговараат со други луѓе кои ја гледале играта. Тие можат да разговараат за тоа потоа, затоа што ги знаат сите детали, понекогаш повеќе од луѓето што можат да видат. Мислам дека тоа е важен дел од нашата работа, подготвувајќи ја публиката за тие разговори понад преварот. Ако можете да го направите ова, ќе бидете добар коментатор на AD Бродер Јерген Треде. Проширувањето на услугата ADS, дозволувајќи им на секој навивач да може да пристапи до услугата без разлика дали е на стадион или дома, е важен чекор за зголемување на пристапноста како што е наведено во стратегијата за животна средина, социјална и управување ESG за УЕФА Евро 2024. Тоа е толку важно, вели Трет. Сега знаеме дека дури и луѓето што можат да ги видат ги користат нашите коментари затоа што даваме детали што тие самите можеби нема да ги забележат. Имплементирањето на оваа услуга на секој надпревар и на различни јазици, како што тоа го прави УЕФА, е како што треба да биде. Секој голем турнир треба да го прави ова сега. Како да пристапите до услугата ADS за време на УЕФА Евро 2024 година? ADS ќе биде достапен за време на сите 51 надпревар преку апликацијата УЕФА Евро 2024. За да го најдете, одете до повеќе на настанот аудио описен коментар. Услугата е достапна и на веб плеер. За секој надпревар, германски коментар ќе биде достапен заедно со јазиците на двата тима. Кој јазикот не е достапен, грузиски, српски, ќе биде обезбеден англиски коментар. Услугата е обезбедена заедно со партнерите на Европската Унија, Deutsche Telekom, кои ќе обезбедат поврзување на сите 10 стадиони на турнирот. Лицата со оштетен вид кои се занимаваат со спорт се доказ на човечката одлучност, вештина и спортскиот дух. Тие учествуваат во голем број спортски активности и докажуваат дека визуелната попреченост не е пречка за спортски успех. Некои од најзабележителните спортови за лицата со оштетен вид вклучуваат шах, голбол, атлетика и многу други. Лицата со визуелна попреченост се надпреваруваат во разни дисциплини. Параолимписките игри обезбедуваат платформа на која овие лица можат да ги прикажат своите извонредни вештини и да се надпреваруваат на глобално ниво. Голболот е уникатен спорт, креиран специфично за лицата со оштетен вид. Вклучуваат два тима од по 3 играчи кои носат специјална опрема за заклопување на очите и се обидуваат да фрлаат топка со звонци во гол на противникот. Тоа е брз, интензивен спорт кој бара одлучно аудитивно чувство и просторна чувствителност. Џудото е уште еден спорт во кој лицата со оштетен вид се вклучени. Тие се ослонуваат на допири звучни сигнали за да се вклучат во прецизни тактички движења. Слепите џудо атлети се надпреваруваат во различни категории на тежина и постигнуваат значителен успех на меѓународни надпревари. Параолимписките игри обезбедуваат глобална платформа на која слепите атлети можат да се надпреваруваат на највисоко ниво и да ги спознаат другите со својата способност, вештина и спортски дух. Европската Унија на слепи усвои позиционен документ за самостоен живот и вклучување во заедницата. 3.5. Членовите на одборот на
ADF гласа за усвојување на нашиот нов документ за позиции за преминот од институции кон услуги засновани во заедницата и независно живење за лицата со попреченост на 18 јуни. Усвојувањето на документот доаѓа по долг процес на изработка и повеќе фази на консултации со членовите. Меѓу другото, трудот нуди јасност за она што ADF го класира како институционална постапка, она што ние го разбираме како независно живење. Забележани се повредите на човековите права во институциите. Упатство за тоа како да се планира транзицијата од институции кон услуги засновани во заедницата. Како да се поддржат лицата со попреченост откако ќе ги напуштат институциите. Како да се планира поддршка за самостоен живот за лица со високи потреби за поддршка. Улогата на Европската унија и особено финансирањето на ЕУ во остварување на оваа транзиција. Документот содржи конкретни препораки за политики на локално, национално и ниво на Европската унија за унапредување на правото на самостоен живот и вклучување во заедницата. 3.6. Документ на ENIL за предлогот на Европската комисија за регулатива за прекогранична заштита на ранливите возрастни. Европската мрежа за независно живење објави позиционен документ во која критикува предложената регулатива за прекогранична заштита на возрастните. Оваа регулатива, која исто така силно ја критикуваме, имаше за цел да ги усогласи правилата што се применуваат за заштита на возрастните во прекогранични ситуации. ENIL сметат дека не само што нацрт регулативата е спротивна на меѓународното право за човекови права, туку има и широки докази дека постојат подобри начини за поддршка на лицата со посебни потреби и постарите лица. Наместо да се инсталираат прекогранични режими на старателство и институционализација, ни треба универзален пристап до поддржано одлучување и одлучувачка деинституционализација. 3.7. Водич спроведување на законодавството на Европската унија за попреченост, како поединец или организација. Водичот Enforcement Toolkit на EDF представува список на организации со кои лицата со попреченост можат да контактираат доколку нивните права се прекршени. Овие организации можат да им помогнат да бараат обештетување како компензација или да обезбедат дека ситуацијата е решена. Водичот наведува дека се уште постои дискриминација врз основа на попреченост и пристапноста не е секогаш загарантирана. Кога не се почитуваат законите, тие треба да се спроведуваат. Под извршување подразбираме процес на натерување земја членка, компанија, организација или поединец да почитува одреден закон. Со други зборови, да се уверат дека го прават она што го бара законот. Тоа е поделен на 4 дела. Првите 2 дела се фокусираат на несудското извршување, организации и тела кои можат да ги поддржуваат нашите права, но не се судови. Тие вклучуваат, например, Европската комисија или телата за еднаквост. Вториот дел се фокусира на механизмот што може да го користат лицата за поддршка на судскиот процес, односно кога треба да одат на суд. Тие вклучуваат, например, про боно правни услуги или Европската постапка за мали побарување. Водичот вклучува детални упатства за тоа кога и како да се користат овие механизми и дава примери на успешни активности за спроведување на законодавството за попреченост. 3.8. Балканскиот консултативен комитет е одржан во мај 2024 година. Представници на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија во периодот од 24.5.2024 година до 27.5.2024 година учествува на Балканскиот консултативен комитет на Европскиот сојуз на слепи водрачи. Република Албанија, на кој се разговараше за резолуцијата предложена од Сојузот на слепи на Република Србија и на Република Албанија, која се однесува на формирање на Комисија на Европска унија на слепи за помош на членките кои се во процесот на придружување кон Европската унија. 3.9. Сексуална едукација, Болоња, Италија. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија во периодот од 26.5 до 1.6 испрати двајца своји представници на тренинг програма за сексуална едукација, организирана од страна на Центарот за младински активизам КРИК, која се одржа во Болоња, Република Италија. Тренинг програмата ги опфаќаше следниви активности: стереотипи, предрасуди и дискриминација, интерсексуалност, пол, биолошки секс, сексуална и романтична ориентација, стис, контрацепција, абортус, здрава комуникација, емоционална интимност. 3.10.
припреми за тренингот во Грција, раскажување приказни надвор од видот. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија одржа повеќе состаноци и активности во текот на месец јуни во однос на спроведување на проектот Erasmus Plus, раскажување приказни надвор од видот. Се изработија договори и кампањите за игри на игри с улоги, дел од активноста А3 од Erasmus Plus проектот. Со детални објаснувања како е потребно да се реализираат игрите с улоги за лицата со оштетен вид. Во текот на овој месец исто така се одржа и повеќе состаноци и се спроведе детално организирање на тренингот кој ќе се одржи во периодот од 3.7. до 8.7.2024 година во Солун, Република Грција. На обуката ќе учествуваат вкупно 9 учесници од нашата држава, од кои вкупно 5 се членови на Националниот сојуз на слепи и 4 се надворешни млади работници кои согласно нивните квалификации ќе предонесат во успешно реализирање на тренинг програмата. Крај. Почитувани слушатели, ви благодариме за вниманието кое го пројавивте за звучното списание Панорама. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирате го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме да ги доставите на електронска пошта на panorama@nssrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи www.nssrm.org.mk во делот на списанија Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. Ви благодариме за интересот и на укажаната доверба. Ваш Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија.